За значењето на литијата. Литијата е православен обред кој се извршува во форма на торжествена поворка од страна на свештенослужителите и верниците, проследена со црковни химни, икони, крстови, рипиди и другите свети предмети со цел да се отдаде почит кон Бога и неговите свети и да се испроси неговата благодат и милост. Литијата во превод од грчки означува усрдно сенародно молење. Една од особеностите на литијата е тоа што таа се извршува околу храмот, манастирот или градот. Зошто? На ова прашање Свети Симеон Солунски одговара на следниот начин. Потребно е да се знае дека сите литии се извршуваат надвор или во притворот или околу обителта или градот, а се извршуваат во спомен на нашето отпаѓање. Дека ние, отпаднатите грешници, се наоѓаме надвор од Едем и дека сме должни да се научиме на смирение и да размислуваме дека сме недостојни за светите места, рајот и небото, и да се огледаме на Митарот кој според длабокото смирение на својата гревовност стоеше во далечината, и на Адама, изгонетиот од рајот. Осветување на сите стихии на природата е прва побуда за извршување на литијата. Свети Симеон Солунски говори: на патиштата и на раскрсниците не извршуваме молитва за да ги очистиме сите наши патишта, осквернети со нашите гревови. Ги подигаме од храмот светите икони, ги изнесуваме честните крстови, а понекогаш каде што има и свети мошти на светиите, за со нив да се осветат луѓето и се што им е потребно во животот, дом, вода, воздух и самата земја, како изгазена и осквернета од стапицата на грешните. Сето тоа го правиме со една цел, наследниот град и целата земја да станат причесници на божествената благодат, да го отфрлат од себе си она што е штетно и погубно. Се молиме да биде милостив кон нас оној кој се воплоти за нас и прими облик на слуга, кого го представуваат божествените икони и образите на неговите светии. Свети Филарет Московски вели: кога земаш учество во литијата, помисли дека одиш под водство на светиите, чии икони со нас одат, и се приближуваш кон Господа. Земната светиња ја повикува небесната светиња. Литијата има библиско потекло. Во Стариот Завет, старозаветните праведници често извршувале торжествени и сенародни поворки со песни, труби и свети предмети. Сведоштво за тоа наоѓаме во свештените книги на Светото Писмо. Првите преобрази на литијата ги наоѓаме во Стариот Завет, а тоа се патувањето на синовите Израилеви од Египет во ветената земја. Потоа, патувањето на израелскиот народ заедно со ковчегот на заветот, при што се случило чудесно разделување на реката Јордан. Торжественото седумкратно обиколување околу ѕидините Рихонски со ковчегот на заветот, при што се случило чудесното паѓање на непристапните ѕидови на градот Ерихон, од гласот на свештените труби, а исто така и сенародното пренесување на ковчегот Господов од царевите Давид и Соломон. Овие примери од животот на избраниот народ, кои ние ги наоѓаме во Светото Писмо, се пример за востановување на благочестивите литии или поворки или христијанската црква. Исто така и самиот Спасител, Господ наш Исус Христос, ни покажал пример на торжествена поворка, кога Он влезе во Ерусалим
во придружба на многоброен народ кој му воскликнуваше Осана на Давидовиот син. Во првите векови од своето постоење, христијанската црква не можела слободно да ја исповеда својата вера, уште помалку да извршува се народни свечени литии. Во тоа тешко време за христијаните тие поворки се ограничувале на случајни пренесувања на мошти на маченици кои се извршувале ноќе. Така, например, телото на свештеномаченикот Кипријан, епископот Картагински, било пренесено ноќе со торжествена литија со светилки во домот на Макробии во 290 година. Телото на маченикот Бонифација било пренесено од Тарс во Рим, а римската сестра Аглија, кај која што тој бил слуга, му излегла нему во пресред со торжествена литија, со мноштво на свештеници и народ кои пееле духовни песни. Посебен развој во христијанската црква литиите добиле во Ерусалимската црква, каде се извршиле за време на празничните денови. Со текот на времето литиите добиле широка примена и развој во Византија. Свети Јован Златоуст организирал против аријаните ноќни литии по улиците на Константинопол. За таа намена специјално се правеле крстови кои торжествено биле носени по градот заедно со светите икони. Луѓето носеле запалени свеќи. Подоцна, во борбата против ереста на Нестори, специјални литии организирали свети Кирил Александриски. Исто така литии биле организирани и за избавување од масовни епидемии, поплави, суши, несреќи, робства и така натаму. Може да се каже дека секој голем настан од животот на црквата бил проследен со заедничка молитва и литија. Литиите во православната црква од древни времиња според својата појава биле разнообразни и се карактеризирале како умилителни, покајни, благодарствени и торжествени. Првите умилителни литии посебен развој добиле на исток. Тие биле извршувани со посебна подготовка и посебно торжество од страна на христијаните. При посебни настани од животот на црквата или државата, исто така и во случај на опасност за православието. Другите литии кои се извршувале при изградба на храм или негово обновување носеле благодарствен карактер. Во историјата на Источната православна црква ние имаме примери и на покајни литии кои се извршувале за време на суши, поплави, земјотреси, пожари и така натаму. Литијата може да има и торжествен карактер и да се извршува во чест на некој торжествен настан од животот на црквата. Таквите литии се извршуваат еднаш годишно, во чест на некој светител или во чест на некоја чудотворна икона на Мајката Божја. Од сите наброени видови литии ние гледаме дека човекот, осознавајќи својата немоќ, го повикува на помош Бога и неговите угодници. Амин.